nauči se da ljubiš, bližnji spremi se, moj čeda, s tevo ljubov rodeni. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Da čekoriš o ljubovta, da ljubiš kako Isusa, da prostuvaš i ne osuduvaš. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Krv ta tvoja se proleja, na krstot zavet ostavi, obleči se. Tatko moj, зборувај низ мене, нека секое слово што ќе биде изговорено ги допре оние кои имаат потреба од Твојата љубов. Отвори ми го срцето за Твојата љубов, отвори ми ги словата, да бидат слова, живи слова со сила Исусова, да ги допрат сите оние кои имаат потреба од Твојата љубов. Денекас ќе зборуваме од посланието на апостол Лука, Евангелието на Лука, првата глава. Бидејќи мнозина се обидоа да ги запишат, да го запишат кажувањето за настаните што се случија меѓу нас. Ние зборуваме за сведоштво дека Исус е жив, за сведоштво дека Исус ја победи смртта, за сведоштво дека Исус не повикува да се вратиме во Божјото царство на небесата. За настаните што се случија меѓу нас, како што ни ги предадоа оние кои уште од почетокот беа очевидци и служители на Словото. Категорија служители на Словото, министри на Словото, служители на Исус. Исус дојде да служи, не да му служат, да ги љуби сите, да им прости на сите, никого да не осуди. Значи, кои уште од почетокот беа очевидци и служители на Словото. Татко мој, нека биде Твојата волја и во овие слова, Твое е царството, и силата, и славата, во сите векови и во векови. Амин. Значи, очевидци и служители на Словото. Кога ќе почнете да действувате во живите слова, вие сте сведоци на чудата што се случуваат. Има една молитвена тајфа, кога ќе се помоли се случуваат чуда, бидејќи во еден дух се напоени, бидејќи се љубат едни со други, бидејќи се составени, ги даваат душите во богоугодна жртва, да бидат едно тело, главата е Исус на црквата, а тие ги љубат сите и се молат за нив. Намислив и јас, откако испитав се од почетокот, да ти опишам точно по ред, честити Теофиле, ти што си од другата страна, да ти опишам дека Исус е жив, небесниот Отец, кој создал се, кој не создал сите, и ни дал слободна волја, и ние сме избрале да грешиме. Сме ја избрале нељубовта, сме го избрале себељубието, сме го избрале вавилонството, сме го избрале сатаната да се качиме највисоко. Сме го избрале Каина да го убие Авела, сме го избрале Адама да јаде од дрвото на познанието на доброто и злото. Да ти опишам поред, честити Теофиле, небесниот Отец го даде својот син Исус за секого од нас,
за да ја познаеш веродостојноста на учењето во кое си поучуван. Дај Боже да си поучуван, да не одиш само во црквите за обреди, за цитација на слова и пеење песнички, а да немаш љубов кон братот твој. Кој не го љуби братот свој, пишано е, тој пребива во смртта. Дали го љубиш братот свој или пребиваш во смртта, кој е братот твој? Сите Бог кој создал се. Сите сме од Него создадени. Он ни дава живот, здив и се. Во деновите на Ирод, царот јудејски, имаше еден свештеник по име Захарија од родот Авијанов, а жена му беше од ќерките Аронови и се викаше Елисавета. И обајцата беа праведни пред Бога. Пазете категорија. Праведен пред Бога. Што значи праведен пред Бога? Не твојата правда, Божјата правда. Не судете за да не бидете судени. Со каков суд судите, со таков ќе бидете судени. Праведни пред Бога. Божјата правда. Бог е тој што суди. Еден е судијата, еден е учителот, еден е Отецот на небесата. Значи, тие беа праведни пред Бога, постапувајќи според сите заповеди и повелби Господови, сите заповеди и повелби Господови безпрекорно. Слава ти, Господе Исусе Христе, ние денес имаме една заповед и не е тешка. Љуби го својот ближен како самиот себе си. А зошто не можеш да го љубиш, брате и пријателе? Зошто е таа омраза по македонскава земја, посебно околу нас, едните со другите? Значи, тие беа праведни, тие немаа деца, телесни, може би имале духовни, зашто Елисавета беше неродка, а обајцата беќе веа во поодминати години. Еднаш додека тој по редот на својот чин служеше пред Бога, Захарија, според обичајот на свештениците, нему му се падна жрепката да влезе во храмот Господов и да покади. Значи, храмот Господов, каде се чува заветот, каде што се запишани Божјите заповеди, еднаш годишно, еднаш влегувал еден избран, му е врзувале ногата за ако е нечис, ако дошол до храмот, до ковчегот ќе умрел, ако се допрел, да го извлечат надвор. Значи, еднаш додека тој по редот на својот чин служеше пред Бога, според обичајот на свештениците, нему му се падна жрепката на Захарија да влезе во храмот Господов, да влезе во олтарот и да покади зад завесата. Потоа Исус доаѓа и ја трга завесата, но тоа е друга приказна. За време на кадењето, целиот народ се молеше надвор. Целиот народ се молеше надвор. Дали македонците денеска се молат? Бидејќи ја зборувам за Македонија, дали се молите вие за ова што ви се случува? Дали се собирате еднаш годишно на молитва да се помолите за свештениците, за политичарите, Господ им ги отвори срцата да не крадат, да не лажат, да не воват во гибел, да не се поклонуваат на сатаната, туку само на Исус да му се поклонат. Тогаш му се јави ангел Господов, додека кадеше, стоејќи од десната страна на кадилниот жртвеник. Пазете, Захарија се вознемири кога го виде и страв го обзеде. Знаете, луѓето викаат, го видел, Господ ми рече ова, Господ ми рече ова, Господ ми рече ова. Не. Не зборува така Господ. Значи, кога ќе го видиш ти ангелот и ќе го слушнеш гласот Божји, душата ќе ти застане. Има таму цркви некои пророкуваат, сите пророкуваат, ова ми рече, она ми рече. Застани човеку, демони на гатање. Тогаш му се јави ангел Господов, стоејќи од десната страна, во силата на кадилниот жртвеник. Захарија се вознемири кога го виде и страв го обзеде. Но ангелот му рече, не плаши се, Захарија, зашто твојата молба е услишена и жена ти Елисавета ќе ти роди син и ќе му ставиш име Јован и ќе ти биде радост и веселие, мнозина ќе се зарадуваат заради неговото раѓање, зашто тој ќе биде голем пред Господа,
нема да пие вино, ниту жесток пијалок, а ќе се исполни со Дух Свети. Ќе се исполни со Дух Свети уште во утробата на мајка си. Ние зборуваме за опивање и исполнување со Дух. Луѓето врска немаат и не разбираат луѓето во црквите, во одредени деноминации. Во некои мислат дека го имаат Духот. Што значи Исус да живее во тебе? Да го примиш Исус, што значи за свој Господ и Спасител? Тоа значи да ја примиш љубовта во твоето срце, љубовта за сите, која ќе те преплави, ќе те преобрази, ќе те облече, ќе те усоврши и ти ќе ги љубиш сите, и ти ќе ги љубиш сите. И многу Израелеви синови, значи се исполни со Дух Свети уште во утробата на мајка си, му зборува ангелот на Захарија, и многу Израилеви синови ќе ги обрати кон нивниот Господ Бог. И тој ќе оди пред него во духот и силата на Илија, за да ги сврти срцата на татковците кон децата и непокорните кон мудроста на праведните, па да му подготви на Господ народ подготвен. Народ подготвен. А Јован велеше: покајте се, зашто се приближи Царството Небесно. Покајте се, луѓе, немам гревови, не сум убил никого. Кој не го љуби братот свој, тој е човекоубиец. Пишано е овде. О неразумни галатјани, о неразумни армакедонци, о неразумни верници, традиционални. И му рече Захарија на ангелот: пошто ќе го разберам тоа? Пазете Захарија како реагира. Јас сум стар, не верува, а жена ми е веќе во поодминати години. Не му верува на ангелот. Замислете. Ангелот му одговори и рече: јас сум Гаврил кој стои пред Бога. Јас сум Гаврил кој стои пред Бога. Пратен сум да зборувам со тебе и ова ти го благовестам. И ете, ти ќе онемиш и не ќе можеш да говориш до оној ден кога ќе се случи тоа, бидејќи не верува, за да не почне да зборува и да го сопре процесот. Ќе ви го дадам она што го зборувавте. За секој лош збор што ќе го изговорат луѓето ќе одговараат на судниот ден. Значи ти кога не веруваш, ти си онемен. Ти немаш сила, немаш живи слова. Немаш слова Исусови кога не веруваш. Не ти е дадено да зборуваш, затоа нема проповедници, затоа нема вистински учители. Затоа што нема верба. И не ќе можеш да говориш до оној ден кога ќе се случи тоа, затоа што не им поверува на моите зборови, не се тие негови, туку се на Отецот, што ќе се исполнат во свое време. Божиото Слово не се враќа празно, пишано е, се исполнува. Значи, затоа тој е онемен. Затоа сте онемени и не можете да зборувате, немате верба, не поверувавте во тоа што го рече: кој верува во мене, делата што ги вршам не јас, Отецот и Исус. И тој ќе ги врши кој верува, и уште поголеми ќе врши. Поголеми ќе врши. Дали вршиш поголеми? Зашто јас си одам кај својот Отец, сега тој треба да дојде. Народот го чекаше Захарија, се чудеше зошто се забави во храмот. Захарија, Захарија. Ако го излезе, не можеше да зборува со нив, и така разбра дека имал видение во храмот. Тој им објаснуваше со знаци, но остануваше нем. Слава ти, Господи Исусе Христе. И што ми изминаа деновите на неговата служба, тој се врати дома. По тоа време зачна неговата жена Елисавета. Таеше 5 месеци велејки: така ми направи Господ во деновите кога погледна на мене, за да го симне срамот од мене меѓу луѓето.
Жените кога немаат деца, семејствата, некогаш се случува и свештеници, но имаат духовни деца. Може би Господ сака нешто друго, но тоа е друга приказна. А во 6-тиот месец беше испратен од Бога ангел од Гаврил, во 6-тиот месец, во галилејскиот град по име Назарет, кај една девојка. Таа беше свршена за маж по име Јосиф, сте слушнале? Од домот Давидов, а името на девојката и беше Марија. И кога влезе ангелот кај неа, рече: радувај се, радувај се, благодетна, Господ е со тебе. Благословена си ти меѓу жените. Во еден друг препев вика зашто ќе го родиш спасителот на нашите души. А таа штом го виде се вознемири, значи кога ќе го видиш Бог или ќе слушнеш глас се вознемируваш, не кажуваш тоа како дракав, пророкуваш на сите. Од зборовите негови размишлуваше што значи тој поздрав. И рече ангелот: не плаши се, Марија, зашто си нашла благодат во Бога. Дај Боже сите да најдеме благодат во Бога. И ете ти ќе зачнеш во утробата и ќе родиш син, и ќе го наречеш со името Исус. Тој ќе биде голем, ќе се нарече Син на Севишниот и ќе му го даде Господ Бог престолот на неговиот татко Давид. За да разбереме, оти отецот му е отец. И ќе царува над домот Јаковов за секогаш, и царството негово не ќе има крај. И царството негово не ќе има крај. Ова царство зад нас ќе се распадне. Што и да е, какво и да е, колку и да е силно. Но царството негово на Исус не ќе има крај. Тоа е суштината. Не се врзувај за земното, предај се, остави се земно и врви по Исус. А Марија му рече на ангелот: како ќе биде тоа кога јас не знам за маж? Те сакаме, Господи Исусе Христе. Ангелот ја одговори и рече: Светиот Дух ќе слезе на тебе. Светиот Дух ќе слезе на тебе и силата на Севишниот ќе те осени. Па затоа и роденото ќе биде свето и ќе се нарече Син Божи. Роденото ќе биде свето и ќе се нарече Син Божи. Ете и Елисавета, твојата роднина, за која велат дека е неродка, и таа зачна син во староста своја. Нејзи е веќе 6-ти месец. Зашто кај Бога ниеден збор не останува невозможен. Значи, Словото Божјо не е невозможно, не е да не се исполнува, се исполнува. Марија пак рече: еве ја слугинката Господова. Еве сум, Господи. Пазете што рече Марија, за разлика од Захарија кој рече како можно и онеме. Марија рече вака: еве ја слугинката, тука сум, Господи. Еве сум, Господи. Еве сум. Нека ми биде според зборовите Твои. Захарија рече како е можно тоа и онеме, а Марија почна да зборува и рече: еве сум, Господи, нека ми биде по Твојата волја, нека биде по Твоите слова, нека биде според зборовите Твои. Прифати. И ангелот си отиде од неа во видливоста. А Марија стана во тие дни, поита во горскиот крај во градот Јудин, па влезе во домот на Захарија и ја поздрави Елисавета. Штом го слушна Елисавета поздравот на Марија, заигра детето во утробата нејзина и Елисавета се исполни со Дух Свети. Исполнување со Дух луѓето не го разбираат. Мисла дека тоа е ќе положиш раце, ќе направиш. Тоа значи ти да се претопиш во љубов. Не ти да живееш, Исус да живее во тебе. Тогаш ќе ги љубиш сите. Тогаш ќе сетиш самиот промена внатрешна во љубов, од нељубов во љубов. И извика со силен глас и рече:
Благословена си ти меѓу жените и благословен е плодот на твојата утроба, и од каде за мене ова, кај мене да дојде мајката на мојот Господ. Ти внатре во срцето знаеш, кога го прифаќаш тоа, кога си праведен во Бог, кога не ја бараш својата правда, кога неговата правда ја бараш, кога никога не осудуваш, кога се покајуваш за секој грев, кога ги љубиш сите, кога ја исполнуваш Божјата волја, нека ми биде според зборовите твои, рече, не како Захарија, он таа продолжи да зборува. Зошто ете штом гласот од твојот поздрав одекна во ушите мои. Елисавета изборува на Марија, од радост ми заигра детето во утробата моја. И блажена е таа која верува, која поверува, блажена е таа која поверува, зашто ќе се исполни она што и рекол Господ. Ако ти веруваш, тој верува и затоа зборува. Што значи да веруваш? Па да се радуваш на се што доаѓа, да се надеваш на Исус, да не осудуваш, да простуваш и да ги љубиш сите. И рече Марија, мојата душа, пази што вели Марија, мојата душа го велича Господа, те сакаме Господ Исусе Христе, и мојот дух се зарадува во Бога. Мојот дух, неговиот дух што е во нејзе, Спасителот мој, зашто погледна на смиреноста на слугинката своја, и ете од сега ќе ме нарекувате блажена сите поколенија. И тие сега ја слават нејзе. Видете, едно е тоа што е направено, но Исус се слави, зашто силниот ми направи големи дела и свето е неговото име, не нејзиното, свето е неговото име, тоа го вели Марија. И милоста негова, милоста е негова, името е негово, од колено на колено, милоста за оние што се бојат од него. Не судат тие, оставаат тој да суди. Се препуштаат во неговата љубов, во неговата волја, во неговата сила. Тој покажа сила со раката своја, ова го зборува Марија, ги распрсна оние што се возгордеа. Ги распрсна оние што се возгордеа со мислите во срцата своји, дека си нешто. Ги симна силните од престоли и ги воздигна понижените. Гладните ги исполни со добра, богатите ги отпушти празни, го прифати Израел, својот слуга сеќавајќи се на милоста, како што им зборуваше на татковците наши, на Аврам и на семето негово довека. И остана Марија со неа околу 3 месеци, па се врати дома. А на Елисавета и дојде времето да роди, и таа роди син. Кога слушнаа соседите и роднините нејзини дека ја удостоил Господ со својата милост, се радуваа со неа. На 8-миот ден дојдоа да го обрезат детето. Сакаа да му го дадат името на татко му Захарија. И детето го обрезуваат, значи они, исто и муслиманите, бидејќи Аврам, тоа сме го зборувале повеќе пати, со Агара го прави Исмел, поради својата непослушност, а со Сара го прави, Бог му го дава Исак. Исак се евреите, Исмел се муслиманите и двамата. И двамината што не веруваат во Исус се обрезуваат и се убиваат едни со други, излезени се од законот на љубовта. Значи сакаа да му го дадат името на татко му Захарија, но мајка му одговори и рече: не, туку ќе се вика Јован. Духот ти кажа. И рекоа нејзе: никој нема меѓу твоите роднини кој го носи тоа име. И го прашаа со знаци татко му, кој беше нем затоа што не поверува, како би сакал да го наречат. Тој побара штичка. Захарија ги напиша зборовите Јован му е името, и сите се зачудија. И веднаш му се отвори устата негова и јазикот негов, и зборуваше благословувајќи го Бога. Кога ја исполнуваш Божјата волја, ти се отвара јазикот и устата. И ти си во сила и од десната страна на Исус, тогаш ловиш од десната страна, фрлаш мрежа и фаќаш риба. И го обзеде страв сите соседи, се разгласи за овој настан по цела и горска Јудеја, а и тука кај нас во Македонија.
Сите што слушнаа го зедоа тоа при срце и велеа што ли ќе стане од тоа дете, и раката Господова беше со него. Татко мој, нека твојата рака биде со мене, и раката Господова беше со него. А Захарија, татко му, се исполни со Дух Свети и пророкуваше говорејќи: благословен да е Господ, Бог Израилев, зашто го посети, го избави народот свој и подигна за нас мокино спасение во домот на Давид, својот слуга. Како што говореше одамна преку устата на своите свети пророци, зборува за Стариот Завет и за Новиот и за она што се случува, дека ќе не спаси од непријателите наши, од рацете на сите што не мразат, но само ако останеме во неговата љубов. Но само ако пребиваме во неговата љубов. Но само ако останеме во законот на љубовта. За да ја пројави милоста на татковците наши и да се сети на светиот завет свој, кој му го даде на Мојсе и на Аврам, на заклетвата со која му се заколна на Аврам, нашиот татко, дека ќе ни даде избавување од рацете на непријателите наши, без страв да му служиме, без страв да му служиме. Кога ќе падне завесата со Исус, без страв му служиме, му се обраќаш: татко мој, стојам пред тебе и барам, прости ми, не осудувам, ја барам твојата волја, го барам царството Божјо. А ти, дете, во светост, да му служиме во светост и правда пред него. Пред него. Се што правиш, стоиш пред него. Тој гледа се, он знае се. Во сите дни од нашиот живот. Стоиш пред него. Застани пред Исус. Ке видам луѓето зборуваат Исус вака, Исус така, цитираат, се расправаат. Застани, човеку, замолкни, молчи пред Бог, застани пред Исус. А ти, дете, Јован, ќе се наречеш пророк на Севишниот, зашто ќе одиш пред Господовото лице, за да му го приготвиш патот негов. Можеш ти да правиш така, ако го избереш патот на љубовта. И да му дадеш на народот негов сознание за спасение. Јован вели: покајте се, зашто се приближи Царството Небесно. Преку проштевањето на гревовите нивни, заради големото милосрдие на нашиот Бог, со која не посети исток од висините, за да им блесне на оние што седат во темнина и во сенка смртна, и да ги упати нозете наши и нозете ваши по патот на мирот, по патот на Исуса, по патот на љубовта, по патот на простувањето, по патот на неосудувањето, по патот на пиењето на горката чаша и Божјата волја. А детето растеше и крепнеше со духот и беше во пустината до денот кога му се јави на Израел. Татко мој, мир и љубов за сите оние кои ќе кажат сега: прости ми, Господе Исусе Христе, се покајувам за секој грев. Исцели го моево срце и моева душа. Ти предавам се што имам, им простувам на сите, никого не осудувам, останувам во Твојата љубов, се надевам на Тебе. И во мојот живот те молам да се случува само Твојата волја и нека биде не мојата, туку Твојата волја. Мир вам до Божјо Царство Небесно. Амин. Во љубов усоврши се, да љубиш ближни, спреми се, мој чеда, сте во љубов родени. Сине
sine moj, jas tatko nebesen sum tvoj. Sine moj, jas tatko nebesen sum tvoj. Da čekoriš vo ljubovta, da ljubiš kako Isusa, da prostuvaš i ne osuduvaš. Sine moj, jas tatko nebesen sum tvoj. Sine moj, jas tatko nebesen sum tvoj. Krv ta tvoja se proleja, na krstot zavet ostavi, obleči